идат избори, почнува прегрупирањето во рамките на коалициите, најавување за нови коалиции, сојузување и така натаму. За време на викендов се случи формирање на нова партија или повеќе движење, ДПС, Движење за демократија, права и слободи. Еден од иницијаторите е Един Јакуповиќ, актер, би рекол бизнисмен, продуцент телевизиски и театарски, кој практично сега го води движењето на демократија, права и слободи. Јакуповиќ, добро дојде и ви посакувам да успеете во намерата да се етабрирате на политичката сцена. Благодарам на поканата. Секогаш е чест да се биде дел од вашето отворено студио и да разговараме на овие убави теми. И како што кажавте на почеток, не беше овој викенд, туку ова движење веќе обстојува и функционира повеќе од неколку години, иако сакавме да останеме во сенка, нели, и далеку од очите на јавноста, бидејќи едноставно сметавме дека е дојдено време каде што треба да се остави простор после едно одредено владење на подолг период на еден систем. Така да на оваа иницијатива, која што искрено не потекна од мене, потекна од моите други познаници, пријатели и поддржувачи, и така да работевме повеќе од 2-3 месеци заедно со граѓаните, го меревме нивниот пулс, ги меревме нивните потреби, укажувања и на нивна иницијатива ја прифативме можноста да формираме политичка партија, односно Движење за демократија, права и слобода. Без оглед што го крсти движењето, мора да биде сепак на одреден начин политичка партија, како ја. Меѓутоа, она што на прв поглед кога го доби вашиот Facebook статус, ми предизвика реакција, тоа е името. Малце ви фалеше да го симнете епохалниот слоган на Париската комуна, уште ви фали егалите. Но, втората работа што ми е индикативна, зашто во Битола, основачко собрание? Зашто во Битола? Па, да ви кажам право, и Битола е прекрасен град. Битола е град пример за мултиетничко општество, за мултикултурално општество. Битола е град на конзулите. Битола е денеска поим како луѓето живеат едни со други, а не едни покрај други. Јас кога одам во Битола, искрено уживам во атмосферата, бидејќи луѓето се пријателски настроени, секогаш подготвени да разговараат за проблемите, да те слушаат, да едноставно понудат решенија, да понудат совет. Битола е место кое што и во минатото го посетував многу често, иако порано бевме и дел од лично од шарената револуција, бев активно, земав учество во борбата на рушењето на тој гуреевизам кој порано функционираше. Меѓутоа, еве денеска, шетајки по чаршијата, можам да видам дека и таму има веќе некои прегрупирања, веќе новото раководство на ВМРО-ДПМН искрено, бидејќи се среќаваме со различни луѓе и тие самите кои поубедливо, кои пострамежливо се дистанцираат од тоа време, и мислам дека затоа и формиравме политичка партија, затоа и се бориме да ги продолжиме да растат правата на демократијата, правата и слободата на граѓанинот. Уметник сум и знам колку значи да се има слободна мисла, да се има слободни медиуми, за да може слободно да се изразува. Затоа што таму се моите другари, таму доаѓа потекнува најголемата иницијатива, таму е мојот другар Беркан, Орхан, нели, Драган и многу други луѓе кои што едноставно формираме една политичка партија која ќе води позитивна кампања, а не некаков тип на негативна кампања. Ќе се оградиме од сите можности да не вовлечат во некаква негативна кампања. Сакаме да се такмичиме со идеи, сакаме да се такмичиме со проекти, сакаме да комуницираме со сите невладини организации, сакаме да поттикнеме разговор помеѓу сите синдикати, здруженија, едноставно сакаме да бидеме алката која недостасува во ова сивило, бидејќи она што најмногу не разочарува и мене како граѓанин и сега и представник на Движење за права и демократија е дека нема комуникација и нема диалог помеѓу политичките партии, а едноставно и жално е дека се губи и комуникацијата помеѓу граѓаните.
Политичката, условно да кажам, обштествената, па и политичкиот бекграунд го врзувате за шарената револуција, како што рековте, рушењето на режимот Груевски. Овој опис малку како да ја омекнува идејата кого сега ќе уривате, Заев ќе го уривате, или ќе сакате да извршите пресија на политичкото и партиското прегрупирање во правец на мотивација дека секоја владеечка структура, сегашна и идна, мора да води сметка за основните придобивки на граѓанското општество, тоа се права, слободи и така натаму. Дали тие, според вас, во овој миг се загрозени, одат во негативно движење? Господине Чомовски, вака. Значи, колку и да се трудите да ја развивате демократијата, колку и да се трудите не можете да дадете право, правата едноставно следуваат на граѓаните, колку и да се трудите да ги отварате, да имате слободни медиуми, тие никогаш не застануваат. Мене ме прави многу тажна ситуација да кажат, па еве и ова ви го дадовме, значи никој никому не треба да дава. Колку повеќе се добиваат луѓето права и обврски, толку повеќе им следуваат уште повеќе. Немаме намера, како што кажав на почеток, никого да рушиме, ниту некого да браниме. Многу е рано, се уште ние имаме одржано само еден состанок на Централниот одбор, се уште немаме реално и избрано партиски раководни структури и тела, но како што кажав, ме радува фактот дека секојдневно контактираме со луѓе и дека се приклучуваат луѓе кои што претходно немаат никаков политички багаж, едноставно сме растеретени. Можам за себе да гарантирам дека ниту некогаш сум бил и кога сум бил дел од шарената револуција, сум бил затоа што така сум мислел и така сум действувал. Не сум действувал никогаш во никакво својство на нечии поддржувач или ништо. Едноставно чиста ми е совеста и моја и на моите сите пријатели и кои што се дел од движење за демократија, права и слобода. Значи, процедурата е завршена, регистрирани сте во суд и сега треба уште раководството и да стартувате со платформа за локалните избори. Барем јас така тоа го доживувам. Апсолутно така е и она што сакаме да го изфорсираме на политичката сцена е дека ние повеќе ќе се занимаваме со градењето на социјоекономските проблеми на граѓаните, комуникацијата секојдневна, значи ќе пробаме да контактираме секојдневно, да бидеме во комуникација со сите невладини организации, со ранливите категории на организации, со синдикалните здруженија, да повторам уште еднаш, сакаме да бидеме едноставно таа, пак повторно ќе подошам, алка која што недостасува, за да едноставно луѓето можат да на некој начин се потпрат на нас и да знаат дека тоа што го правиме и што го нудиме со чиста совест и разум. Еден Јакуповиќ, гостин во студиото, за сега би рекол дека неформален челник на движењето за демократска и права и слободи, новата партија што е веќе регистрирана во Македонија за време на викендот во Битола. Ајде малку сега за некои од овие ставови што ги пласирате. Кога велите создавање на општество и благосостојба како долгорочна цел и кога уште велите дека прашањето на општествената реалност мора да ја промени политиката кон правење на општество на слободни луѓе, пазарна економија, демократски институции без корупција. Тоа е една илузија или надјавување на општиот тренд дека Македонија е во сериозна зона на висока корупција и корупција на така наречените бели јакни. За жал, таквите констатации не ги делиме само јас и вие, ги делат и други меѓународни релевантни институции кои што кажуваат дека за жал се уште во Република Македонија има степен на корупција. Во Македонија се уште професионалците, луѓето кои што вложувале во своето образование, не можат да го најдат својот пат во институциите. Значи, вие ако едноставно имате луѓе кои што се некадарни, тогаш имаме сериозен проблем. Ние се формиравме за да едноставно го отвориме патот на луѓето професионалци кои што треба да се вреднуваат во институциите. Јас како од
како уметник, често пати сме разговарале на таа проблематика дека во уметноста, во театрите се соочуваме со за жал надреални состојби каде што се вработува шивач кој што едноставно не ги исполнува критериумите колку и да се тоа минимални, меѓутоа ако тој не знае да држи игла во раце, а е вработен само за да исполни нечии идеали, тогаш ние имаме сериозен проблем. И тоа е дел од корупцијата. Има и други добри физкултурци за да ги тренираат на физичките напори на Апсолутно. Јас уште во текот на оваа недела искрено ќе сакам да исконтактирам со моите колеги од Народниот театар во Струмица, бидејќи сакам активно да се вклучам во таа проблематика, бидејќи во некој начин, не сакајќи, можеби или сакајќи, ако морате да го слушнете гласот на колегите мои, на уметниците, бидејќи ако не го слушате гласот, тогаш имаме заробена институција. Тогаш каде се правата нивни, каде е нивната слобода и каде е демократијата во Еден Јакуповиќ, еден период имавте, да речем, освен шарената револуција и излет меѓу ова движење меѓу турците, и една партија дори имаше која вас ве привлекуваше. Прашањето ми е, може ли секој од овие нови субјекти, вклучувајќи ги и старите, кај поларизираната турска етничка заедница, да се одлепи од Анкара и од влијанието на Ердоган, вклучувајќи и финансирање? Ајде вака. Реално, ако не си залепен, многу полесно можеш, воопшто немаш проблеми да се одлепуваш. А ние како движење за демократија, права и слобода, како што кажав, не должиме никому ништо. Ние не сме приврзок ниту на власта, не сме приврзок ниту на опозицијата. Не финансира никаква странска организација и затоа совеста ни е чиста. Апсолутно дека може, значи дури и кога создававме движење и кога веќе го создадавме како политичка партија, целевме на тоа да биде граѓански концепт, бидејќи многу добро знаете дека јас и како физичко лице и како уметник и како единка секогаш сум се борел да етничкиот клуч за придобивање на некакви гласови едноставно да е минато. Не можете вие да се борите за еднакво општество, а од друга страна да вреднувате глас само на турците или само на ромите или само на власите или на било која друга. Морам да признам дека имате потврда на оваа теза во основите на платформата што сте направиле. Не гледам ни еден етнички критериум, освен да речам се разбира тоа што е иначе цивилизацијска придобивка, високо позицирање, почитување на верските слободи и правата на слободен избор. Но, што може да се очекува од една нова партија која освен што може да биде критична кон лево и кон десно, а главно ќе се концентрира, предполагам, на неуспесите на власта во остварувањето на локалните апетити или локалните понуди. Што вие мислите дека би можело да биде привлично за гласачите на следните локални избори? Патишта, водоводи и така натаму, или едноставно ја надминавме таа фаза во која и се гради и постојано има незадоволство? Пред многу години напишав еден статус, на Рачиново не му треба кантонизација, туку канализација. И тоа некако зема голем замав во јавноста. И еве помина многу долго време, видовме дека Рачиново не се кантонизираше, меѓутоа за жал немам информации дека доби и канализација. Чалыклија дедели, бидејќи претходно ме прашавте кога бев дел од ДНЕТ и општо дел од Шарената револуција, посетувавме многу села, многу општини, помалку развиени општини и увидовме дека луѓето таму немаат читанки за учење, немаат никаква инфраструктура, не шетаа со различни видови на транспорт за да можеме да стигнеме во Урвич, падна снег, падна дожд и не можевме да се качиме, па моравме пешки да одиме за да разговараме со луѓето таму за нивните проблеми. Главната наша цел е враќањето на достоинството на граѓанинот. Значи, граѓанинот мора да биде на пиедесталот. Бидејќи ако не живее граѓанинот, не може да живее државата. Она што сакаме да го потенцираме е следното. Ни доаѓаат набрзо, нели, европското првенство во фудбал. Сум давал претходно многу примери.
Ние мора да научиме да ги вреднуваме секако помалку бројните заедници, меѓутоа треба да се пази и да не се наруши државниот капацитет, бидејќи тоа се сензитивни теми и луѓето, сиромаштијата, немаштијата ги тера да бидат поразразливи на тие теми. Многу сте ми индикативни со следењето на фудбалските мечеви на Македонија, кој базира, да речем, условно и на спотот што се врти. Тоа значи дека ќе организирате заедничко навивање и дека тоа ќе биде некоја платформа на анимација на репрезентативните или државните интереси, да речем условно. Во согласност со протоколите за COVID-19, вака, сакам да ви кажам еден пример. Значи, јас потекнувам од семејство во кое што моите родители живеат цел живот од буџетот на Република Македонија. Татко ми беше 43 години актер во турскиот театар, мајка ми работи во собранието и нема дамка во нивната кариера. Ако јас сум се образувал со средства на буџетот на државата, јас никогаш не можам да посегнам или да не бидам задоволен од истиот буџет. Јас можам да не се согласувам со одреден систем, меѓутоа јас имам обврска должност и сакам да ја почитувам мојата држава. Иако знаете, јас имам роднини своји кои потекнуваат од Босна. Јас сум припадник на турската етничка заедница, како сакате наречете, меѓутоа јас сум македонец. Јас сум се образувал на македонски јазик и горд сум што тука живеам. Ние кога патуваме некаде со театарот или кога сум идел на разни други настани надвор од нашата држава, ние гордо сме ја представувале Република Македонија. Дали, знаете како, луѓето се плашат да не сакајки сгрешат дали е Република Македонија, Северна Македонија. Јас кога велам Република Северна Македонија, сакам да го изговорам тоа, бидејќи тоа е дел од нашиот устав. Значи, јас имам обврска да го почитувам уставот и да ги почитувам законите на нашата држава. И сметам, не велам дека е лош, апсолутно дека како млад граѓанин сметам дека години наназад се барало некое решение и сметам дека ова што го прави владата искрено на меѓународен план, колку и да е горко за нас, сметам дека е добро, бидејќи на секој начин се дава некаква можност и некаква иднина. Она што сакаме да го потенцираме и како политички субјект е дека даваме поддршка. Ако утре некоја друга политичка партија биде дел од власта и ако направат подобар договор од било кој друг моментален договор, ние сме први тие кои што ќе го поддржиме и ќе дадеме аплауз на јавна сцена. Добро, фативме фудбал, ама фудбалот очигледно врие од политика, вклучувајќи, да речем условно, проблематичноста на оваа ваша идеја да набиваме сите, зашто ја гледам дека еден претседател на фудбалската федерација, нели, на победа на Шкендија на македонското фудбалско првенство со символите кои се несвојствени за играта која значи интерес на навивачите и интерес на државотворноста на одреден начин. Благодарам што ме вративте, да, не сега ќе малку излеговме од темата. Оно што сакам да го потенцираме апсолутно во една дебата на една друга телевизија разговарав со еден мој колега, кој што беше од албанскиот театар, и заедно констатиравме една дефиниција, дека во оној момент кога сите ние ќе се радуваме на успесите на нашата држава, дали е тоа фудбалска репрезентација, ракометна репрезентација, било кое друго достигнување, тогаш на вистина ќе кажеме дека сме зрели и сме го достигнале врвот на оној државнички капацитет, бидејќи ние мораме едноставно да уживаме во мислата и во реалноста дека сме дел од Република Северна Македонија, дека ова е наша татковина, дека ние заедно мора да градиме, да живееме едни со други, а никако едни покрај други. Мене ми е жал што има се јавуваат овие неколку дена различни загрозени граѓани кои што припаѓаат на некакви организации кои што се угнетувани од јавноста и му кажуваме дека секогаш ќе стоиме тука за нив, затоа што сметам дека секој човек има право да живее онака како што смета дека треба да живее слободно, почитувајќи ги законите во државата. Благодарам, тоа беше Един Јакуповиќ за време на викендот и официјално објавата за постоење на движење за демократски права и слобода. Тоа е практично нова партија на политичката сцена. Ги чувте неговите ставови и ставовите на или платформата или декларацијата на ова движење. Тука сме ние, ќе ве демнеме.
и ви посакувам да бидете успешни барем во промоцијата на своите апетити и политички цели. Благодарам многу, благодарам уште еднаш на поканата. Апсолутно и треба да бидете, бидејќи медиумите се тие кои што се најсериозен коректор во тоа да не политичките партии или некакви други здруженија забегаат во води кои што се косат со законите. Благодарам многу.